Ми текнаа времето кога правев онакви апдейт влогови и ми падна така малце незгодно. Сам да се извинам за тоа, а воедно и да се заблагодарам на сите што ме гледале тогаш и што не ме испромовирале као досадно детиште. Туку од некоја причина им се свигале стварите што сум ги правил, иако јас мислам, и тогаш реално мислев дека се катастрофа. Тоа не значи дека се срамам од моето минато, срам да ви е што се срамите од вашето минато. Колку и да биле лоши стварите што сме ги правеле порано, со самото сваќање дека не се толку добри, ние се развиваме и баш треба да му бидеме благодарни на минатото што на многу правилен и природен начин ни створило перцепција за што е добро за нас, што ние сметаме дека е добро за нас. Пред некое време извади Фипи, за тие што не знаат, Ипи е кратко албумче од неколку песни, 5-6, моето имаше 3. Ова ми е прво нешто налик на албум што некад го имам направено, затоа што за прв пат успеа да ми се спојат повеќе песни, односно соберам повеќе песни кои што разработуваат иста тематика. Иако песните ми се пишувани во многу различни периоди од животот, и уствари баш тоа ги прави да бидат спојливи една со друга. Као првата песна ми е напишана пред 4 години, втората песна ми е напишана пред 2 години, третата песна ми е пред 1 година напишана и баш тоа некако сав да си го опишам развојот на мојот живот низ годините во различни периоди од мојот живот, да доловам као сум се развивал као човек и затоа ми е многу битно ова дело на мене. Иако мене лично не ми се ни свиѓаат, мислам не ми се свиѓаат, фала Богу дека ми се свиѓаат песните, нешто не може да ги извадам, само да кажам дека сум имали боле дела, али ми беше ова многу битно да го направам за мене. Памтам пред 11 години кога почнав да вадам песни, уште од тогаш почнав да се занесувам дека ќе вадам албуми, курци, нормално, сон ми беше стварно. Имав еден документ, кај што си запишувам идеи за име на албум, иако што чувам ствари могуче и да го најдам. Албум? Текстови. Антигравитација. Се надував и успеав да се соочам со... Добро. Не е тоа што го барам. Сега сум горе, а кешот е се уште проблем. Не дека нема, но секад ке сакаме повеќе, секад е добре дојден. Какви рапоени имам низ компјутер, човече. Го најдов. Леле, не ми се ни верува дека го најдов. Ова ми е документ направен на... Кој е најдобро? Документ направен на 28 јули 2010 педе. Anyway, идеи за наслови како да се вика мојот прв албум, пошто, нели, почињам да правам музика и нормално, како сите нормални музичари, да извадам албум. Скриените мисли на едно дете. Тајните ноти на поетот. Тогаш беа... Вајда сум бил инфлуентнат од тогашниот тренд, пошто као ваква шема беа, тоа и тоа на тој и тој, као, не знам, друштвото на мртвите поети имаше Тонио Сан. Скрипти на еден писател имаше Сиги. Вајда ме повел трендот да размислувам на вака шематски да си крстам мојот прв албум, али јеби га, дете пеа, као, што да размислува, затоа не ги судам децата кога се глупи, као деца се за да бидат глупи и со тек на време ќе нема да бидат веќе глупи, кога ќе искусат многу ствари од животот, свееш као ова не сум ни бил глуп, јас сум размислувал, свееш као ова ми било достојно за годините. Низ страниците на запуштената тетрадка, педер, пошто тогаш пишував у тетрадки, низ страниците на еден поет, искрените мисли на едно дете. О мај гад! 2010-та. Прв пат сум добил желба пеер да направам албум. И јас од 2021 вадам албум со 3 песни, нема везе. Сега сакам да снимаме видео кај што идам по стари текстови и песни.
пошто многу ствари најдов. Конечно извадив албум, можам да кажам дека еден од моите детски сонови е исполнет. Реално замислував тоа да биде па во некој стил на хард копи, али као што поминаа годините 11. Тоа све изгуби поента, мислам, стварно е поинтлес да се вадат од денешно време CD-ња, као ја имам 5 компјутери, буквално, и у ниеден неам CD-ROM. У радиото у кола неам CD-ROM. Неам DVD плеер, неам едноставно каде да пуштам CD. Нити пак плоча, тоа беше телефонот што ми звонеше од другата соба. Ангело. Биди расположен, Ајде. Чо, Ангело, ова е Ангело што го кажувам повесел. Што зборев? Дека е глупост да вадам CD или било каков хард копи, пошто јеби га се дигитализираше светот, си го ставив албумот на Spotify, на YouTube. Тоа е тоа, кој му се слуша, нека слуша. Според насловите кои што сум ги замислувал за албум пред 11 години, се гледа дека сум сакал да правам релативно мудри дела. Стварно и тоа го правам, само што порано не сум ни сакал да бидам разбран, затоа што сум се плашел дека ќе бидам осудуван за моите размислувања, пошто ипак, не знам, сум бил дете, сум бил несигурен у себе. Сега сакам да ја искористам секоја прилика да ја образложам мојата уметност и многу ми е мило што стварно има луѓе што ги интересира. Мислам, ја ипак си ги правам овие ствари пред се за мене, али ми се пуни душата кога добивам поштовање за моите дела. И многу ми е мило што ми се пуни душата, не ми се пуни егото, затоа што сум имал прилики во животот кај што можело да ми се напуни егото. И ми е мило што не се десило тоа. MVP. Сите знаеме што е акронимот Most Valuable Player, а муабетот е дека јас си се доживувам нели као најбитен играч во мојот живот, што е сосема нормално. Пораката што сакам да ја испратам е дека секој треба така да се доживува како најбитен играч во неговиот живот, да си дае најголем приоритет на себе. Мислам да си биде стварно најбитен човек во неговиот живот, без разлика на неговиот општествен статус, и колку порано го разбере тоа, толку подобро. Ја мислам дека релативно рано го разбрав тоа во мојот живот. Трите песни се хронолошки подредени и се однесуваат на три различни периоди од мојот живот, пошто и тогаш се створени, и тогаш акронимот MVP доби ново значење. Misery, Victory, Peace, фала ти Кике за брейнстормингот. Уствари, така ги крстив периодите од мојот живот, затоа што сум поминал низ мизерија, сум се осетил како победник, затоа што сум разбрал одредени ствари за животот и конечно сум го нашол мирот. Misery е периодот од пред некои 4-5 години, која ја апсолутно влегов во светот на возрастните и се судрив со многу луѓе кои што не внимаваат дали ќе наштетат некому за да се го истераат својот кејф. Рани кучејата лае е дефинитивно депресивна песна. Ја одамна не си ги сакам депресивните песни, не знам, можда и за тоа не сум ја извадил до сега, пошто сум пробувал да се, не знам, да се оттргнам од депресивните песни, само што сега успеа да се уклопи во една целина. И кој што кажав преска, многу ми е мило што на сосема природен начин сум созрел, што сум искусил многу работи, сум запознал различни карактери на луѓе и за 4 години стара песна, ја мислам дека песната е топ, ја мислам феноменална, јас сум презадоволен стварно. Тоа ми беше една од првите мелодични песни, нели песни кај што има пеење, која почнав малце поише да експериментирам во музиката, која пробав да се не да се оттргнам од рапот, туку не знам да не едноставно да не се ограничувам според некоја раперска шема на правење песни. Тоа не значи дека не ги почитувам тие што го прават тоа, напротив, многу ми е мило што уште има македонски рапери што творат. Сум видел стално ја такви раперски друштва, али после одредено време сфатив дека повеќе се осеќам како уметник отколку како рапер и мислам дека рапот ми беше само како некоја не знам,
изговор да правам некаква уметност. Затоа што почнав со рап, продолжив со други ствари. Викторија е периодот од мојот живот пред некои 2 години, која си створив нови гледишта за животот, почнав различно да го доживувам. Си најдов као некоја утеха, као одговор на прашањето зошто живееме. Оваа песна може ми стих по стих да ти ја објаснувам, ама мислам дека е ипак поинтересно секој да си ја протолкува како што сака, затоа што мислам дека тоа е најубавиот дел од уметноста. Наварно го оставив ова дело бум бап стил, пошто и пред 2 години така го направив, немам сменето ништо, ни текст, ни флоу, ни бит, ништо. Го оставив бум бап пошто имам највеќе искуство у тој стил на рап и општо тој стил на музика. Таа стил на музика правевме порано екипно у Скопје Кру. И мислам дека со таков стил на музика можам да изфилозофирам зашто сакам. Бумбапот трпи многу текст, не захтева некои посебни вокални способности, можда и затоа е многу полесно да се направи и сепак да звучи пак на нешто, нели? Добро. Сума сумаром за песната, сегојаш треба да си го направиме животот да ни биде интересен. Тоа ќе го постигнеме ако секојаш се стремиме кон повеќе, али keep in mind дека твоето повеќе е различно од повеќето на некој друг. Не се споредувај со никој друг, споредувај се со сам себе, со себе си од минатото и не се плаши константно да се апгрейднуваш во било што и да правиш. Не е некоја страшна филозофија, али верувам дека може да им помогне на многу луѓе да се справат со депресијата, со досадата, мрза, изгубена волја за живот и сите ствари што те закопуваат психички. Се што треба да направиш е да се пронајдеш во нешто, а единствен начин за да се пронајдеш во нешто е да испробуваш различни ствари и да видиш, да дознаеш што е тоа што те прави среќен. Which leads us to третата песна, Повесел, или периодот од мојот живот што го нареков Peace, затоа што дознав кои ствари ме прават среќен и продолжив да си се надоградувам сам себе во тие области. Ова ми е песна од пред 1 година, значи у последнава година само продукциски ги подкрепував сите песни, пошто сум пицајзла невидена. Може би тоа е причината што музичката кариера ми нема заработено толку многу, али многу ми е битно што сватив дека до сега тоа не ми било битно. Не сум бил нешто кој знае колку посреќен кога музиката стварно успеала да ми заработи. Сега ми било побитно да биде чуена од луѓе што стварно сакаат да ја чујат, што ја разбираат мојата музика и што уживаат у неа. Али не е само музиката упрашање, пошто ова е периодот кога сватив дека треба да му посветам многу повеќе внимание на приватниот живот, дека тоа што имам некои 5-6 000 сабскрајбери на YouTube не треба да ми ствара притисок ја да објавам видео или песна или што и да е, само за да го задоволам алгоритмот. Се потсетив дека јас никад не почнав да творам со цел да станам богат или популарен или кои други цели да ги имаат луѓето што го прават ова, нешто слично на ова. Јас сум само човек што сака да си го искаже мислењето јавно, што сака да си ја пласира уметноста. Не се трудам да бидам сакан, не ни верувам дека можам да бидам сакан од сите, али искрено сакам да бидам почитуван. И мислам дека можам да бидам почитуван од сите што ме следат и искрено до сега сум ја осетил таа почит. Многу ми е мило. Стварно ми е мило. Но али почитуван за тоа што стварно сум и за тоа инсистирам секад да бидам искрен. Свеш кога ги објавив моите први песни на YouTube, имав као по некои 6 коментари на песните, од кои што
3 беа браво брат, само напред, али 3 беа подсмевање на името Ајнштајн, дека се лошо флоу, дека имам лоши текстови едно друго, тогаш стварно ме повредуваа коментарите. Свеш као 3 добри, 3 лоши, и јас се осеќав лошо. Наместо да се осеќам добро затоа што сум добил 3 позитивни коментари, од кои што еден беше од Ангело, друг беше од таа што ми беше девојка тогаш и нешто такво, дека као другари нормално ќе те поддржат, и ја поише внимание и му давав на лошите коментари. И стварно тоа ме повредуваше. Не требаше тоа така да биде, тоа е лоша ствар што беше така. Али после некое време кога почнав и многу други ствари да правам, као YouTube и курци, свашта, Instagram и не знам што, очекував да бидам многу повеќе омразен, нели, да добивам многу поише хейт. Можда затоа што премногу сум очекувал да бидам хейтан, не ми се исполниле тие очекувања и затоа сум презадоволен. Тоа што го викам дека стално го очекувам најлошото, за да никад не бидам разочаран ако се деси подеднакво нешто лошо или ако се деси малце подобро. Од тоа ќе ми биде премија, топ, ова е многу боле од тоа што го очекував. Така да, јас се осеќам стварно како почитуван човек. И многу ми е мило. Свееш, не сум целел кон тоа да добијам кој знае колкава публика, и тоа што го имам ми е многу. Затоа што глупо ми е да го кажувам публика, свееш, као ја ова го снимам затоа што јас сакам да го снимам, затоа што сакам да го има на интернет за утре кога ќе ти текне на тебе да го отвориш Иван Ајнштајн, чекај овој што збореше, да го отвориш, свееш. Знам дека ќе имам барем еден човек што ќе ми го изгледа видео, тоа сум ја, и знам дека ќе има барем еден човек што ќе ме почитува, тоа сум ја. Секој нареден плюс ми е задоволство што ми се свигало видео. Претпоставувам дека ваквите видеа се изморувачки за кој да ги гледа. Сав да убацам уште некои ствари во видеово, као што сум правил у последнава година дена, нели, откако сум ја напишал повесел, пошто нормално и од тогаш имам уште еволуирано, јас немам застанато на тоа. Дали нема смисла сега да натрупувам толку ствари во видео. Сосема друга замисла имав за видео, не ни очекував дека видеово ќе биде зборење за ипито. Као не ни кажам што е со столицава. Ништо не спомнав за столицава, евате. Ништо. Ај за некој ден ќе направам ново видео и за тоа. Се гледаме. Чао. Иван. Анцо. Иван. Анцо.